првен да се благодарам до медиумите која прифатија ова покана и дојдоа нова пресконференција која свикува Кошаркарскиот клуб Радовиш, кој се натпреварува во втората македонска лига, а тема на пресконференцијата е аномалиите што се случуваат во врска со такмичењето на нашиот клуб во втората лига. Да напоменам дека после долги години Радовиш го обнови Кошаркарскиот клуб со тенденција да настави да створи една традиција. Лично јас како тренер патувам по 300 километри за секој тренинг, некои од кошаркарите по 150 километри. Целта наша е Радовиш да има континуитет во кошарката, да направиме некој резултат, а со тоа се створи традиција да се негува и собствен кадар од самиот град. Горлива тема што ме натера на ова пресконференција е тоа што се случуваат последните неколку кола во нашата лига. Имено ќе трнам од самиот почеток, од новембар месец, која повторно се врати во клубо. Игравме надпревар со Шкупи во Скопје, каде бевме драстично оштетени од судите, така да што во еден момент ја повлеков екипата да не игра. Санкцијата ми е многу јасна што значи повлекување на екипата, ако докрај се повлечиме, тоа е понизок ранг. Така да се вративме на терен, ја доигравме утакмицата, али моравме да извршиме така да речам притисок на судите за да почна второ полувреме пореално да судат и во второ полувреме имавме и подобар резултат. Нареден надпревар кој исто така сме многу гневни беше надпреварот со Охрид АВ во Радовиш, каде што судеа Струмичка тројка, која не знам од кои причини, Охрид стварно е фаворит, подобар тим од нас. Драстично сме оштетени во неколку наврати, односно од судиската тројка Пилјафов, Теневски и Михајлович, за кој баравме иземање, иземањето ни сусвој, али резултатот остана, така што ние, може повторувам, немаше да победиме, али не ни дадоја да се супроставиме на шампионот моментален до крај. Кулминација на се, имаше и други натпревари, али кулминација на се беше последниот надпревар во Тетово со Тетекс, каде што, ево да кажам, и присутните гледачи што беа малку мина во салата, признаја сами, вика, како издржавте докрај што одигравте утакмица на вакво судење. Да илустрирам само, дека при егал резултат добивавме стално технички грешки, а на мојата техничка грешка го прашав судијата зошто е досудена, само што му реков дека ова се што се дешава на теренот ќе биде снимено и ќе се гледа снимката. Тој ме казни со техничка грешка, од која примивме на нерешен резултат поен плюс 2 поени од страна, а знаеме резултатот заврши 2 разлика. И покрај многу одлуки што не беа исправни, ние одигравме до крај, моравме да издржиме, али целта е да се информира кошаркарската јавност како се дели правдата на овие терени. Поготово судите Бошковски од Скопје, кој е прволигашки судија, и судијата Александар Давидовски, кој претендира да биде кандидат за ФИБА судија, а дечкото вкупно суди во прва лига година и пол. На негов рачун се запоставени многу други суди, посебно ван Скопје, кои не му укажуваат шанса да одат напред со цел да се форсира скопскиот кадар. Ист таков случај и со делегатската листа, значи скопското лоби непрекинато работи на форсирање на своите кадри и на форсирање на своите клубови. Па замислете на надпреварот тука против Војнjanски Лисици, представникот службен на Лисици Венцо Сазов на полувреме јавно изјави дека ние ќе му пуштаме на нашите конкуренти утакмици само ние да испаднеме од лига. Тоа говори многу, тоа не го слушнав само аз, го слушна и повеќе луѓе. Исто така што се однесува до комесаро Антонио Угриновски, тоа е посебна приказна. Јас во денешниот ден ојдов го посетив, му укажав на сите проблеми што се дешават.
тој ми прети со некоја суспензија што треба не суспендира ради неплатена казна, во ред му реков ако е казна од 100 евра месечно што треба да се плаќа од ланска година, ние тој ќе го извршиме. Али јас му поставувам прашање, дали е добиена оценка од делегатот за надпреварот во Тетекс. Рокот е 48 сати, а тој наведува дека до денес не е добиена, че поминаа 70 сати после надпревар, не е ништо од тоа сторено. Исто така го посетив и Тасевски, преседникот судиска организација, и тој потврди дека оценки извештај за судењето не е добиено, а исто така што е симптоматично, се уште нема снимка од надпреварот што е должна домаќино да достави меѓу Тетекс и Радовиш. Значи, тоа укажува на фактот дека работата не е баш кристално чиста, макар што постои тенденција судите да се заштитат. И му поставив прашање на комесарот, што се дешава, дали еден судија во нашата лига, дали прва, дали втора, за цело време кога е тој комесар добил слаба оцена, слабо судење. Тој ми одговори дека нема и дека тоа не е многу важно. А од друга страна, клубоите се на тапет стално се криви, судите се заштитени, никој ништо не му може и судите не дават образложение за нивните постапки. Друга ситуација што се дешава моментално е за надпреварот што треба да се одигра сабота во Радовиш со Вардар. Имено кошаркарот од Гостивар, Левковски, кој првите 3 кола настапи за Гостивар, треба да биде во петок лиценциран за Вардар и сабота да настапи против Радовиш во Радовиш. Да напоменам дека Вардар е доста квалитетен тим, дека за нив е релевантно дали ќе игра Левковски или не ќе игра Левковски. Битно е што се кршат пропозициите, што КФМ сама си дава аутокош со тоа што прелазниот рок беше до 5. заклучно потенцирам до 5. февруар, а надпреварот се игра на 12. март. Со некое тривијално образложение дека арбитражната комисија заседавала покасно тој термин. За да е се валидно и да нема колизија меѓу актите, едно се знае дека арбитражна комисија мора да заседава до крајот на прелазниот рок. Значи, после прелазниот рок, играч кој не добил право на премин во друг клуб, нема право да во текот на сезоната да го менува клуб. Тоа е јасно, сите го знаат и не знам од кој причини тоа е направено. Тоа е некој кронизам, да речам, ајде да објаснам терминокронизам, тоа е бенефит за пријатели, за разлика од непотизам кој е бенефит за роднини. Тоа е хир на некој да задоволи некоја суета што ствара проблеми и ќе има проблеми и понатаму од превањето доколку се достави жалба. На моето прашање до комесаро, што ако ние доставиме жалба, пошто играчот е регистриран ван пропис, ван прелазен рок, тој едноставно ги испра рацете и ми рече и да доставите жалба, тој ќе решава регистрациона комисија. А ако решава регистрациона комисија, та ќе не упати по нова жалба до арбитражна комисија и така се во круг, но ќе ни земат парични средства за такса и ништо нема од тоа да биде. Тие ако решиле играчот да игра, мимо сите прописи, тоа ќе го спроведат и не ги интересира нив некој Радовиш дали ќе се жали или било кој друг клуб. Мислам, аномалиите се детектирани сите. Јас сакам ова да го кажам јавно, а сакам и некој од другите клубови тоа го подржи, било преку медиумите, било да се свика Сдружение на втора лига и овие работи да се разјаснат. Се дешава судите и делегатите има надпреварување меѓу нив кој повеќе технички ќе свирни или кој повеќе казни ќе дај за клубоите за да се полни касата на КФМ. Тоа е тенденција, не знам од кои причини, не знам кој му е дал таа наредба, али симптоматично е што, например, кај некој клуб, ево конкретно кај нас, ние сме казнети за немање на семафорот светлечи покажувања на личните, а додека во други сали, например, ево Битола, Тетово нема, па никогаш не биле казнети. Имаме ние рачно покажување како и другите, али за нас тоа не важи. Сме казнети за тоа што не бил записник окренат на некоја висина, а јас знам во многу сали не е записник на таа висина подигнат и никој не добил казна, сите добиват опомена, ние добиваме казна. Ако некој има тенденција да
руши кошарката ван Скопје, тогаш раите му се отворени, ние не можеме го спречиме. Па ако мисла дека Радович треба да не игра во втора лига, тоаш не можеме против нив, тоаш и нема да игра. Мислам околу ова моје излагање за сега толку.